Приказните на Тина неверојатно убави. Секоја приказна, велиш, има своја магија, ќе кажам јас. Зошто се тоа уметнички изрази кои што ти ги нарекуваш приказни? Приказни се ради тоа што секоја е уникатна и единствена за нарачателот или за тој што е нарачана. Кога ќе ми нарачаат приказна, секогаш го доловувам моментот да ја раскажам нивната приказна. Како, например, една фамилија која обожава планинарење, или која сака да патува, или која сака има некоја професија што е специфична. Сето тоа го содржат моите приказни и затоа секоја по себе е уникатна. Која е приказната која што, претпоставувам, подаруваш приказни на своји драги личности? Да. Ти е посебно инспиративна? Па, можам да кажам на моите кумашини. Тоа беше нарачана приказна од мојот кумашин за неговата сопруга, но бидејќи ми се многу драги, јас не можам да земам пари на драги луѓе и блиски. И ми ја подарив приказната. Мислам дека беа воодушевени, дека беше фантастична и се уште им стои дома многу години. Таа е една и од првите приказни кои ги изработив, хартиени. Приказната нивна беше се запознаа во кафе-бар каде што он работеше. Она е заболекар по професија. Приказната ги содржеше двата момента. Кафе-барот, они двајца на една канделабра, логото од нејзината ординација. И така, ги доловив работите кои ги означуваат нив двајца. Ми рековте дека и често сакале да патуваат, па и го содржи приказната и нивната желба за патување. Па во друга приказна, да, кај нив не ја ставив, пошто некогаш премногу работи е пренатрупана приказна, но да, во друга приказна ставам моменти како патување, некоја стрелка со ознаки на градови кои им се драги, кои сакаат да ги посетат или веќе ги посетиле, или авионче, некоја дека патуваат со некоја желба горе напишана или некоја убава мисла, архитектури од места кај што посетиле или сакаат да отидат. Најчесто се одржат такви работи кои означуваат дека патувањето им е пасија.